Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. И покрај сушниот период и неповолните временски услови, успешно е завршена есенската сеидба во Кочанскиот регион. Сеидбените активности се реализирани според планот, кој е исполнет со 94%. Заврши сеидбата на есенските земјоделски култури во Кочанско, при што од планираните 6420 хектари засејани се 94% од површините. Околу 3/4 од засејаното е во индивидуалниот сектор, а остатокот е на земјиште во собственост на земјоделските предпријатија. Житните култури се најзастапени во регионот, при што кај пченицата од првично планираните 3025 хектари засејани се околу 2850. Кај јачменот реализацијата е нешто подобра, односно сеидбата е завршена на близу 3000 хектари, што е 96% од планот. Единствено, кај ршта има целосно исполнување на планот, при што засејани се сите 80 хектари. На почетокот од есенската сеидба имаше мало задоцнување, бидејќи земјоделците се соочија со подолг сушен период, што ги попречи навремено и квалитетно да ја извршат подготовката на површините. Освен тоа се чекаше и на прибирањето на главната земјоделска култура во регионот, оризот, пошто поинтензивно започнаа сеидбените активности, а зашто помогна и периодот на врнежи во последните 30 денови. Планот за есенската сеидба во Кочанско целосно е исполнет кај градинарските и фуражните култури, кои годинава се застапени на 70, односно 130 хектари, и сите се во индивидуалниот сектор. Иако беше предвидено на површините на индивидуалните земјоделци да бидат застапени околу 5 хектари со афион, поради временските услови, оптималниот рок за сеидба беше пропуштен, па планот не е реализиран. Заврши конкурсот за доделување студентски стипендии од буџетот на општина Кочани. Избрани се 17 студенти од повеќе факултети на државните универзитети во Штип и Скопје. Избрани се 17 студенти кои во тековната студиска година ќе добиваат месечна стипендија од по 3000 денари, што како подршка во нивното образование им ја доделува општина Кочани. Имињата на добитниците на стипендијата веќе се објавени на огласната табла во локалната самоуправа, како и на веб страницата на општината. За сега тие се уште лично не ја добиле одлуката дека се одбрани, но се очекува во текот на наредната недела да бидат подпишани договорите со што ќе заврши и постапката, а средствата ќе започнат да им се исплаќаат на жиросметките. На огласот што беше распишан минатиот месец пристигнале вкупно 19 пријави. Избраните студенти студираат на факултетите на јавните високошколски установи во Штип и во Скопје, што беше еден и од критериумите за учество на огласот. Двајца од кандидатите, согласно условите од правилникот за доделување стипендии, не го исполниле условот за остварен успех во текот на студирањето, поради што се одбиени. Рокот за поднесување приговор по донесената одлука е 5 дена, а потоа ќе бидат подпишени договорите меѓу студентите и локалната самоуправа. Според одлуката за доделување финансиска подршка за студентите на јавните високообразовни установи во државата, 10 стипендии се доделени на кандидатите кои оствариле особен успех во текот на студирањето. Една стипендија е за категоријата студенти од ромска етничка припадност, 3 стипендии се за студенти од социјално ранливите семејства, а 4 за студенти на медицинските науки. Стипендиите, чии месечен износ е 3000 денари, се доделуваат за период од 10 месеци, односно од септември до јуни. Од оваа година, со одлука на Советот на општина Кочани, бројот на корисниците на стипендии се зголеми од 25 на 30, а висината на месечниот износ, што ќе ја добиваат студентите, порасна од 2500 на 3000 денари. Јавното предпријатие Македонски шуми објави јавен повик со кој ги повикува граѓаните и здруженијата да се пријават за набавка на огревно дрво за наредната година. Рокот за аплицирање веќе тече, а потребните формулари можат да се добијат и од веб страницата на предпријатието. Започна процедурата за поднесување пријави до јавното предпријатие Македонски шуми за набавка на огревно дрво за наредната сезона. Продажбата за физички лица ќе може да се врши најмногу на 6 страти, за што одлука донесува директорот на јавното предпријатие по претходно барање од страна на подружниците на шумско стопанство.
Право на склучување на договори ќе имаат подружниците во кои се целосно подмирени обврските од изминатите години, согласно договорите за физички лица и обврските од сите физички лица кои купиле огревно дрво за домаќинство. Попуст од 10% доколку дрвата ги купат во готово и следната година ќе имаат ранливите категории, односно социјални случаи, лица со попреченост во развојот, деца без родители, самохрани родители и стечени работници, како и семејствата на бранителите и на работници кои останале инвалиди на труд или загинале на работно место. Тие имаат опција и за купување на 8 рати, а превозот на дрвата ќе им биде бесплатен, при што ќе треба да го докажат статусот со потврда од надлежна институција. Рокот за поднесување апликација и исклучување договори ќе трае до исполнување на планираните количини на огревно дрво во подружницата на шумското стопанство, но не подоцна од 31 март идната година. Од Македонски шуми ги повикуваат издруженијата на пензионери, на инвалиди на трудот и синдикатите на правни лица навреме да склучат годишни договори за набавка на огревно дрво. И тие ќе можат да плаќаат на рати, така што последната да не биде подоцна од месец октомври. Испораката ќе се врши согласно висината на уплатените средства до износот на предвидените количини во договорот. За нив рокот за аплицирање е до 31 декември, а склучувањето на договорите ќе биде од 1 јануари до 10 февруари идната година. Локалната самоуправа на Кочани не се откажува од идејата да биде отворен општински музеј, зашто постапката е во тек. Во меѓувреме, дадена е подршка на иницијативите за отворање спомен соба, односно поставки во кои ќе бидат изложени предмети на музичарите Симеон Иванов Канго и Стево Теодосиевски. Одделението за локален економски развој на општина Кочани е задолжено да ја спроведува иницијативата за отворање музеј, што со години се најавува, а досега немаше практична реализација. Со оглед што се работи за подолгорочна и комплексна активност и проект за кој е потребна поширока поддршка, во јавноста се промовира граѓанска иницијатива за отворање спомен соба на музичарите Симеон Иванов Канго и Стево Теодосиевски. Образложението за тоа е дека тие оставиле свој музички и препознатлив белег за градот на пошироко државно па и меѓународно ниво. Прашањето беше поставено и до локалната власт на последната седница на Советот. Во чест на нашиот сограѓанин Симеон Иванов Канго, дали би било тоа во склоп на Домот на културата, дали ќе правите некој нов музеј, дали во мултикултурниот центар, ме интересира дали постои кај вас позитивно размислување во врска со ова прашање и исто паралелно со овој сограѓање спомнав и за Стево Теодосиевски, кој што навистина има едно цело богатство кој што сега се разнесува по Скопје, се распаѓа, гледаме неодговорни тамо некои наследници. Мислам дека треба тие експонати да дојдат во Кочани и така да му дадеме почити на овој наш сограѓанин. Градоначалникот на Кочани рече дека идејата се вклопува во рамки на плановите за отворање музеј, зашто според него веќе имало размислување за одредени локации каде тој би можел да биде ставен во функција. Едно од местата каде што планираме да направиме музеј и ќе биде една од проектните задачи за кое нешто ќе бараме средства во прекогранична соработка или во некоја донација, да поранешното ловно друштво да го претвориме во музеј. Значи тоа е како идеја за музеј. И се сложувам дека треба да се погрижиме и да најдеме начин, инструментите и од нашиот еден и друг музички уметник да ги згрижиме. Не знам за она од Скопје дали имаме шанси да добиеме, меѓутоа ова што е од Кочани ќе се потрудиме на соодветно место, да најдеме прво до соодветно место каде што ќе бидат згрижени и грижливо чувани. Градоначалникот Илиев истакна дека општината располага со простории што би можеле да се наменат за спомен соба на двајцата музички уметници, со тоа што неопходно е да се обезбеди соодветна заштита од оштетување од надворешни влијанија или пак од кражби. При тоа тој истакна дека идејата заслужува внимание и треба да се работи на нејзина практична реализација. Основните училишта од Виница и Берово стануваат пример за висококвалитетна професионална соработка во развојот и унапредувањето на образованието на учениците. Во тие рамки организираа заедничка предновогодишна забава, во која освен децата беа вклучени нивните родители и наставници.
Учениците од основните училишта Славчо Стојменски од Виница и Дедо Илјо Малешевски од Берово, заедно со нивните наставници и родители, реализираа активности насочени кон меѓусебно запознавање и зајакнување на соработката. Со предновогодишна забава, чиј домакин беше 9-летката од Виница, продолжија контактите што се воспоставија пред еден месец во училиштето во Берово. Виничани ги пречекаа своите гости со песна музика и полна маса гурмански специјалитети, што родителите ги подготвија според домашни рецепти, а учениците заеднички креираа новогодишни декорации, што ќе бидат изложени во холот на училиштето Славчо Стојменски. Соработката беше инициирана на тим за соработка со родители кои што ги имаме формиране во училиштето, се со цел ангажирање повеќе на родителите, другарување помеѓу учениците, соработка помеѓу училиштата. Денешниот настан е продолжеток на таа соработка и јас сум убеден дека, не се надевам, туку сум убеден дека во наредниот период соработката ќе продолжи. Нареден активност која што ќе ни биде организирање на настан, односно на заедничко славење на 8 март, а секако се планира и заедничка соработка во поглед на образованието. Сега моментално работиме на меѓуетничка соработка во соучилиште во Ростоши. Скоро можам да кажам дека е договорена соработка. Во наредниот период очекуваме таа соработка да се финализира и очекуваме и со нив да учествуваме на многу грантови кои што ги предлага Министерството за образование. Вработените во Виничкото основно училиште очекуваат позитивни резултати и користење на искуствата на нивните беровски колеги од соработката што тие ја имаат со училишта не само од Македонија, туку и во странство. Ние како училиште имаме соработка со повеќе училишта од државата и надвор од нашата држава. Братимени сме со училиште во Скопје, имаме соработка со училишта од Бугарија. Наши ученици беа во 2013 година во Франција, која соработка и понатаму ќе продолжи. Работиме повеќе проекти преку Еразмус, тимот вработени предходната година беа во Шпанија. Еве, навистина јас верувам дека целата наша соработка ќе вроди плод, заедно некој проект во иднина да направиме и со училиштето од Виница. Задоволство од соработката на Виничкото и Беровското училиште, освен вработените и наставниците, искажаа и родителите на учениците. Аз лично да ви кажам сум многу позитивно изненаден и од организациите и од севкупната заложба на училиштето, на директорот и на родителите, како и вклучувањето на најмалите, затоа што ова се збогатено со репертоар од добра новогодишна програма во која што се пронајдоа и родителите и децата и многу добро резултира со соработка и дружење како на дечињата меѓу себе, меѓу двете училишта, така и на родителите и меѓусебно наставниците и сите заедно. Во рамки на престојот во Виница, учениците и наставниците од училиштето Дедо Илјо Малешевски од Берово го посетија музеот Теракота, како и една прехранбена компанија која е една од најуспешните во државата. В понеделник, 24 декември, во просториите на библиотеката Искра во Кучани ќе биде отворена изложбата на ликовни творби, изработени од деца на предучилишна возраст, кои се учесници во програмата Книгата патува во домот на секое дете. Своите ликовни творби децата ги работеа според мотиви од прочитани сказни, а програмата се реализира во соработка со детската градинка Павлина Велјанова. Отворањето на изложбата во библиотеката е во 10 часот. Следува информацијата од спортот. Од малобројните спортски настани во кои има представници од Кочани, во деновите од викендот активни ќе бидат кошаркарите. Второлигашот баскет Дино ќе гостува во Куманово против тимот на Милановски. Викендов ќе се игра 11-тото коло во рамки на втората кошаркарска лига Исток. Кошаркарите на баскет Дино ќе гостуваат во Куманово, каде ќе ги дочека тимот на Милановски. Со оглед што кумановци се последни на табелата, оваа средба не би требало да биде посебен предизвик и проблем за нашите кошаркари, за да прикажат добра игра и да извлечат победа. Во моментот, момчињата на тренерот Лазаров се на 6-та позиција со 11 бода, колку што има и тимот на ТФТ од Скопје. Од друга страна пак, домашниот тим Милановски
е без ниту една победа во изминатите 10 кола и практично е без изгледи за опстанок во лигата. Доколку Баскет Дино ги освои бодовите, ќе обезбеди поместување за неколку места кон врвот, каде што во моментот доминираат Борец Баскет од Велес со 16 и Карпош Соколи и МЗТ Аеродром од Скопје со по 14 бода. Средбата во Куманово нашите кошаркари ќе ја играат в сабота со почеток од 18 часот и 30 минути. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.